Скриените простории за тајно наблюдување се своевидно сведоштво за минатото на словенечкиот регион Постојна. Уредите за прислушување датираат од времето на комунизмот, кога под специјален надзор беа и локалното население и посетителите. Старите мапи се уште лежат на правливите маси заедно со пластичните кабелски телефони и ламбите. This equipment here was used to coordinate certain actions, military actions, to collect the informations from the field where the maybe enemy was coming or something like that, and was also used to communicate between the top officials of the government, top politicians, civil protection and military. Регионот е туристички центар поради пештерата која се наоѓа до хотелот. Директорот на пештерата и на хотелот Маријан Батагељ вели дека за време на реновирањето било откриено дека во хотелот Јама постоел паралелен свет, свет на прислушување. Postojnska vrata so strateška točka bila za celo Jugoslavijo. To je bil najlažji prehod iz zahodne Evrope v vzhodno. Po drugi strani pa Postojnska jama v jugovzhodnem delu Evrope bila turistično najbolj obiskana točka, kar pomeni, da so tukaj prihajali tako državniki kot veliko turistov in tudi veliko informacije je bilo dostopnih. Овој хотел со 4 звездички беше отворен во 1971 година. Тогашната управа за државна безбедност, познатата УДБА, ја користела Постојна како стратешка локација. UDBA was secret political police. It was not intelligence service as was in democratic countries and as it is our intelligence service now in Slovenia. This was primary secret political police of communist top officials. Маријан Батагељ пак додава дека околу Постојна имало распоредено околу 7000 војници и оти постоела апсолутна контрола врз локалното население, но и оти биле собирани разузнавачки информации на државно ниво. Vsak ustvari mnenje, ali je bil to samo center za obveščanje, ali bil tudi center, kjer se je lahko prisluškovalo. Mislim, da je bilo pa oboje. Пештерата е една од најубавите во регионот и една од главните туристички атракции на Словенија. Туристите кои сакаат да видат скриената просторија можат да го сторат тоа во групи од 6 луѓе.